Да ги погледнеме најавите за настаните во денешниот дневник. Започнаа градежни зафати за санација на Маларична. Екипата на Црвен крст Охрид убедливо најдобра на регионалниот надпревар по прва помош. Во тек се повеќе градежни активности во Вевчани. Едукативната кампања Крени глас против врсничко насилство реализирана и во Охрид. Високото место во ЕФА е доказ за успесите на фестивалот Охридско лето. Остануваме посветени на тој пат, кажа директорката Поповиќ. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со слаб дожд и максимална дневна температура до 17 степени Целзиусови. Во четврток во северозападна, западна и централна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за појава на невреме. Врнежи од дожд се очекуваат и во северните и централните предели на Апенинскиот и локално на Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа претежно сончево време со локална облачност и свежо за овој период од годината. Надпросечно топло време се очекува во северна и североисточна Европа. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во крајните северни и јужни предели на полуостровот ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 17 до 27 степени. Во Македонија во четврток во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Во попладневните часови врнежите ќе престануваат и ќе има постепено намалување на облачноста со повремени и кратки сончеви периоди. Ќе дува до умерен засилен југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 15 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 13 до 22 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во петок и сабота по свежото утро и температура од 9 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе достигнат од 22 до 26 степени. Во недела, во првата половина од денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развој на нестабилност, која што ќе донесе нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, а локално и со услови за појава на невреме. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Започнаа градежни зафати за санација на објектот Маларична. Здравствен дом Охрид изминатиот период интензивно и посветено работи на обезбедување подобри услови за пациентите и медицинскиот персонал со инвестиции од сопствени средства. Јавната здравствена установа Здравствен дом Охрид посветено работи на подобрување на условите за пациентите и подигнување на нивото на здравствената заштита. Денеска започнаа реконструктивни зафати на објектот Маларична. Со цел да се овозможат подостоинствени услови за пациентите и вработените, Здравствен дом Охрид започна со реализација на договор за јавна набавка, со кој ќе се извршат поправки, замена на дограма, партерно уредување, поправки на фасада, поставување на стрешници и останати работи поврзани со интервенции на објектот Маларична, информира за ТВМ директорката на Здравствен дом Ајсел Зејноска. Инвестицијата чини близу 3,5 милиони денари и истите се обезбедени од сопствени средства на Здравствен дом Охрид. Исто така, во тек е и санација на објектот амбуланта Белчишта, зашто од сопствени средства установата издвои над 7 милиони денари. Значително се унапредени условите во просториите во службата за вакцинации, истовремено со обнова на лабораториската опрема и обезбедената медицинска апаратура, проширен е и делокругот анализи што сега се вршат во здравствената установа. Се изврши и обнова на возниот парк на итната медицинска помош со набавка на 2 амбулантни возила, исто така од сопствени средства, за поефикасно, побрзо и навремено реализирање на здравствените услуги за пациентите. Во општина Вевчани во тек се повеќе градежни активности. Се врши реконструкција на 2 локални улици и бетонирање на каналите во урбаниот дел на општината. Поставена е и фотоволтаична електроцентрала на објектот на пречистителната станица за отпадни води. Во Вевчани во тек се неколку градежни активности. Се врши реконструкција на дел од локалната улица Трафо Буној Смолејца, заврши асфалтирањето и на улицата Деков мост детска градинка. Како еден од главните приоритети во тек е и бетонирање на каналите за наводнување во атерот на општината. Започна реконструкција на каналот за наводнување во местноста викана Бебекој Кошари, а во меѓувреме привршува реконструкцијата на дел од главните канали за наводнување во урбаниот дел на Вевчани. Целта е да се заштитат земјоделските површини од поплави и изливање на вода по улиците низ Вевчани поради дотраеноста на каналите за наводнување, кои истовремено се користат и за одведување на атмосферските води. Па како што ветивме пред 2,5 години, во почетокот и во програмата за локалните избори, ни се уредување на каналите за наводнување низ Вевчани, веќе се обезбедени средства за 500 метра, натре во урбаниот дел на Вевчани, 250 се веќе готови, завршени, ни остануваат уште 250 метра, за кои се обезбедени средства преку Бирото за регионален развој. Исто така имаме и реконструкција на 2 улици, едната е преку Биро за регионален развој, веќе се почнати градежните работи, а другата е преку Светска банка, во должина од двете се од 300 метри, значи 600 метра, реконструкција на улици. Во општина Вевчани се реализираше и пилот проектот кон енергетски ефикасни општини во рамките на кој што се постави фотоволтаична електроцентрала на објектот на пречистителната станица за отпадни води со номинална моќност од 20 киловат врвови. Електричната енергија произведена од фотоволтаичната електроцентрала ќе се користи за сопствени потреби на објектот, со што долгорочно ќе се придонесе кон значително намалување на трошоците за електрична енергија, а истовремено ќе се даде придонес кон заштита на животната средина преку користење на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија. Треба да ја ставиме во функција фотоволтаичната централа, тоа е на кровот на прочистителната станица, така што ќе се надевам ќе заштедиме средства во електрична енергија за да веќе почне да работи таа прочистителна станица. Се збогатува и туристичката понуда во најмалата општина во земјава. Во мултикултурниот центар во Вевчани е отворена трајната поставка за природата, патување низ природните богатства на вевчанските извори. Низ оваа поставка, учениците и посетителите во општината ќе имаат можност да се запознаат со природните убавини и вредности на планината Јабланица. Екипата на Црвен крст Охрид се врати со пехар од регионалниот надпревар по прва помош.
го освоија првото место во силна конкуренција од 16 екипи и се пласираа на државниот надпревар. Овие млади волонтери и ученици во Средното училиште Свети Кирил и Методи за ТВМ со најискрена радост зборуваа за впечатоците од надпреварот и за важноста на вештините за давање прва помош. Екипата на Црвен крст Охрид убедливо најдобра на регионалниот надпревар по прва помош кој се одржа во Скопје. Младите волонтери на Црвениот крст, инаку ученици во Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи, го освоија првото место во конкуренција од 16 екипи од северозападниот регион. Се покажавме во најдобро светло, кажавме и покажавме што Охрид е спремен да направи како град, како ние представниците од Охрид. Од тимот може да спадува друго искуство. Јас мислам дека направивме една моја се речи историја сега во новиве години на Црвен крст Охрид. Се спремаме за надржавен во септември. Таму ќе се покажеме уште подобро, конкуренцијата уште поголема. Надпреварите по прва помош се одвиваат по строго утврдени правила и сценарија. Учесниците се ставени во симулацијски вежби во кои треба да реагираат брзо во реално време и секоја нивна постапка се оценува и бодува од судии. Екипата минува низ траекторија составена од 8 пунктови, од кои 5 за давање прва помош, односно санирање повреди, а 3 се интерактивни. Охридската екипа доминираше во сите, зашто доби пофалби од организаторите и судиите на надпреварот. Се дешава, имаме време од 10 минути и на пунктот легуваме како во реална ситуација и да имаме реални повредени, реални, мислам, таму имат и актери, тие всушност ги глумат самите повреди. Секако, како што реков, треба да си при себе за да можеш да делуваш на нешто. Пример, ако треба да пристапиш, да побараш согласност, дали можеш прво да работиш на самиот пункт, да треба внимателно да доприш до личноста, а секако и прво себе си да се заштитиш прво својата безбедност па од другите. Премањето ни е од ментор, но се водиме според супозиции кои се издадени од самите организатори на надпреварите по прва помош, од директниот Црвен крст на Република Северна Македонија. Од кои 3 беа интерактивни пунктови, односно имавме за дисеминација, каде што ни беа поставувани општи прашања од Црвен крст и ние ги одговаравме, затоа бевме бодувани. Имавме пункт каде што медитиравме со цел да се ослободиме од негативната енергија од возбудата. Имавме уште еден пункт каде што имавме некои интерактивни игри. На тој на дисеминацијата, исто така каде што бевме бодувани, заедовме прво место од сите општински организации. Екипата се уште под импресија од надпреварот не може да го сокрие задоволството од постигнатиот успех, дотолку повеќе што пехарот е освоен во една силна конкуренција каде сите учесници биле квалитетно подготвени. Она што ги прави посебно среќни е и благородноста на тоа да се поседуваат вештини за да се помогне некому во несреќа, затоа што, како што велат, првата помош се дава во првите 5 минути. Конкуренцијата на регионалниот надпревар беше доста тешка, доста беше неизвестно, но мислам дека све одлучи нашата тимска хемија. Најспремни бевме, доста си комуницираме, се знаеме веќе, ево втора година соред имаме само 20 нови членови, да се надеваме дека годинава ќе продолжиме исто. Па седор може и в година, здравје, планираме да име на државно, ако се пласираме здравје и на европско. Големо задоволство не причини што зедовме прво место ете. Се надевам дека и други после нас ќе продолжат да одат на надпревари и да учат за самата прва помош, бидејќи не е едноставна работа кој секој би можел да ја прави. Сакам да напоменам дека битно е секој, без разлика дали бил во Црвен крст или не, да знае да пружи било каква форма на прва помош, заради што на некого може тоа да му спаси живот. Премањето нас за надпревариве зависи од надпреварот, дали е општински, дали е државен, во главном се спремаме интензивно. Незгодите се случуваат во секојдневниот живот и затоа првата помош е исклучително важна и најефикасна во првите 5 минути. Затоа апелирам до граѓаните, посебно до младите, да се вклучат во активностите на Црвен крст и да научат прва помош.
Црвен крст Охрид посветува големо внимание на првата помош како една од основните дејности за што има јавно властување од државата за спроведување на обуки за прва помош за возачи, работни организации и пловни објекти, но она што е навистина драгоцено е посветеноста и делувањето на организацијата меѓу младите во училиштата. Секоја година спроведуваме кампањи за прва помош и обуки во училишта, каде што обучуваме и преку 1000 ученици и ментори, наставници во училиштата. Правиме симулацијски вежби при евакуација и слични други несреќи кои што можат да настанат во училиштата, или правиме заеднички показни вежби со другите институции од цивилната заштита. Првата помош што ја учат децата преку овие обуки во Црвениот крст е реална, вистинска, и тие се обучени како ја добиваат како своја животна вештина и се обучени во секоја ситуација да реагираат во реално време. Екипата за постигнатиот успех упати голема благодарност и до Црвен крст Охрид, Даниел Наумовски, волонтер и тренер по прва помош, и Ивона Наумовска-Печевска, професорка по стручни предмети во Средното училиште Свети Кирил и Методи. Им предстојат интензивни подготовки со своите ментори за државниот надпревар по прва помош кој ќе се одржи во септември. Едукативната кампања Крени глас против врсничко насилство се реализира и во Охрид. Освен учениците, со кампањата ќе биде опфатен и наставниот кадар, кој преку конкретни насоки ќе треба да реализира дополнителни активности во училиштата. Ученици од 6 до 9 одделенија од сите охридски основни училишта беа дел од работилниците кои се одржаа денеска во големата сала на општина Охрид во рамки на општествено одговорната кампања Крени глас против врсничко насилство, поддржана од компанијата Мак Петрол. Активностите од оваа едукативна кампања се реализираат врз основа на меморандум за соработка кој беше склучен помеѓу оваа компанија и општина Охрид. Целта на работилниците е директно вклучување на младите во процесот на спречување на физичкото, вербалното, психичкото, социјалното и сајбер насилството. Учениците имаа можност да разговараат за другарството и соработката со своите врсници, но и за насилството и начините на кои може да се спречи појавата на конфликтите. Во рамки на кампањата ќе биде опфатен и наставниот кадар кој преку конкретни насоки ќе треба да реализира дополнителни активности во самите училишта. Високото место кое фестивалот Охридско лето го зазема во ЕФА ја потврдува неговата посебност и специфичност, речи директорката Поповик на самитот на уметнички фестивали кој се одржа во Уседом, Германија. Директорката на Националната установа Охридско лето, Наташа Поповик, ги презентираше успесите на фестивалот на самитот на уметнички фестивали, што се одржа изминативе 4 дена во Уседом, Германија. Во рамките на самитот се одржа и 71-то Генерално собрание на Европската фестивалска асоциација. Поповик кажа дека фестивалот Охридско лето е специфичен и посебен, препознатлив и единствен на нашите простори, како еден од најстакнатите културни настани во Европа и светот, фестивал со вековна отвореност кон културите, создавајќи духовна интеракција во размената на светските добра. Членството во оваа елитна асоциација е доказ дека фестивалот Охридско лето е на вистинскиот пат во неговата меѓународна афирмација. Високото место кое Охридско лето го зазема меѓу повеќе од 140 фестивали членки на ЕФА ја потврдува неговата посебност и специфичност, рече Поповик. Во својот говор, директорката Поповик потенцира дека фестивалот Охридско лето повеќе од половина век представува неголемата културно-музичко-сценска манифестација, препознатлива не само кај нас, туку и во светски рамки, цврсто чекорејќи кон остварување на мисијата културна Европа со заеднички врвни културни вредности. Поповик кажа дека Охридско лето секоја година пречекува над 1000 врвни уметници од целиот свет, кои се воодушевени од прекрасната организација благодарени на посветеноста и професионализмот на тимот на фестивалот. На 4-дневниот собир, првите луѓе на ЕФА и над 300 делегати и представници на најдобрите европски фестивали дебатираа за држливоста на различните култури, представувајќи ги фестивалските градови и региони со сите нивни карактеристики. На собирот беше потенцирана улогата на уметноста, фестивалите и фестивалските чинители во општеството, а посебен акцент беше ставен на влијанието на вештачката интелигенција врз уметноста.
Долгогодишното обстојување на оваа манифестација упатува на една голема традиција која извира од градот Охрид, духовната престолнина на државата и важи за столб на македонската култура и стожер на нашата традиција. Токму ЕФА е местото од каде се промовира врвната уметност, се негува традицијата, се градат мостови помеѓу културите на различните народи и се создава визија за еднината на светската уметничка сцена, истакна Поповиќ. ЕФА асоциацијата вклучува над 140 фестивали од 40 земји. Фестивалот Охридско лето од 1994 година е значаен партнер на асоциацијата. Годинава на предлог на директорката на Националната установа Охридско лето, Наташа Поповиќ. Во оваа елитна асоциација влегува и Драмски театар Белград од Република Србија, со кој се затвори минатото фестивалско издание на Охридско лето со изведба на представата Лагата пред преполното гледалиште на Античкиот театар. Поповиќ во наредните 4 години со реизбор останува како делегат на ЕФА, а асоциацијата годинава доби нов управен одбор. Јавното предпријатие Охридски комуналец во петок 17 мај ќе организира акција за подигнување кабаст отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго, и отпад од уредување на дворни површини и градини. Со акцијата ќе биде опфатен реонот со границите на улиците Македонски просветители, Партизанска, Димитар Влахов, Кеј Македонија и населба Охридати. Граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 17 мај и преходно локацијата да ја пријава на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Отпадот треба да е уредно оставен до контејнерите или други пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Дел од орнатиот мост во Балтермор беше уништен во контролирана експлозија со цел да се расчисти патот за обнова на бродскиот превоз низ едно од најпрометните морски маршрути во САД. Мостот Френсис Скот Ски се урна на 26 април, откако во него удри голем товарен брод. Властите кажаа дека уништувањето се одвивало според планот, а за него беше дадено зелено светло, откако беше пронајдено телото на шестата и последна жртва на несреќата. Официјални лица кажаа дека се решили за контролирана експлозија за да може да го ослободат бродот кој треба да се врати во Балтиморското пристаниште. Властите во Мериленд сметаат дека обновата на мостот ќе чини 1,9 милиарди долари и треба да трае повеќе од 4 години. Поради шумски пожар во близина на градот Форт Макмајер во северниот дел на канадската провинција Алберта, најавена е евакуација на повеќе од 6000 локални жители. Сувото време и силниот ветер предонесуваат за ширење на пожарот во правец на населбата, јавува канадскиот јавен сервис CBC News. Регионалната општина во вторникот поплани прогласи вонредна состојба и издаде наредба за евакуација. Голем шумски пожар во 2016 година предизвика значителна штета и предизвика евакуација на сите 66.000 жители во тој град. Во гаснењето на пожарот биле вклучени 14 хеликоптери и 70 пожарникари. Во Алберта моментално горат околу 50 шумски пожари, но само 2 се во близина на населени места. Одлуката на Европската радиодифузна унија да ги забрани знамињата на Европската унија за време на финалето на изборот за песна на Евровизија најде на неодобрување од страна на подпредседател на Европската комисија Маргаритис Шинас. Комесарот рече дека одлуката на ЕБУ да ги исклучи знамињата за прв пат, освен знамињата на земјите учеснички, е лошо темпирана со европските избори следниот месец. Портпаролката на председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, исто така го критикуваше потекот на ЕУБУ. Овогодинешниот надпревар кој се одржа во Малме беше еден од најконтроверзните во неговата историја, кој не успеа да избегне сенката на конфликтите во Газа, Украина и Палестина. Орките, познати како и китови убици, ја потопили втората 15-метарска долга јахта во мароканските води на Гибралтар. 20 патници кои биле на бродот опишале дека почувствувале ненадејни удари на трупот на бродот пред водата да почне да истекува во бродот. Тие ја известиле спасувачката служба и набрзо дошол друг брод да ги земе и да ги однесе во Гибралтар. Јахтата останала без надзор и набрзо потонала. Научниците веруваат дека орките не напаѓаат бродови намерно и дека не се агресивни, но тоа е социјално однесување, односно игра.
И покрај тоа што орките немаат лоши намери, веќе имало над 100 напади на бродови. Научниците се загрижени дека поради тоа луѓето би можеле да станат агресивни кон овој загрозен вид. Вселенската компанија на милиардерот Джеф Безос, Blue Origin, денеска објави дека ќе ги продолжи летовите во Вселената почнувајќи од 19 мај, по проблемот со летот пред помалку од 2 години. Следниот лет на Blue Origin ќе биде седми со луѓе во ракети лансирани од Западен Тексас, објави Bloomberg. Blue Origin нуди патување покрај меѓународно признатата граница на Вселената на 62 мили над земјата, со повеќе од 3 пати поголема брзина од звукот, овозможувајќи му на екипажот да лети без тежина пред да се врати на земјата. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!